Благодарам. Колега Спасовски, само со првата реченица можам да се сложам со вашиот одговор, тоа е дека треба да ги читаме пораките од граѓаните дадени на избори. Меѓутоа, очигледно вие, колега Спасовски, кој што се повикавте на 90-тите, сте подолговечен министер за внатрешни работи од Александар Ранковиќ во СФРЈ на времето, не сте ги прочитале пораките од граѓаните. А што ви кажаа граѓаните? Граѓаните во вашето избирачко место, 1058/1, ви го кажаа следново: ВМРО ДПМН 126 гласа, ЗНАМ 69 гласа, СДСМ 64 гласа. Во вашата населба Перо Чичово, Куманово, граѓаните ви го кажаа следново: ВМРО ДПМН 1333 гласа, СДСМ 775 гласа. Вашите сограѓани во Куманово ви го кажаа следново на изборите: ВМРО ДПМН 15857 гласа, ЗНАМ 10612 гласа, СДСМ 7144 гласа. Ете тоа ви го кажаа граѓаните. Јас во име на тоа очекував од вас сега на оваа говорница да го искористите присуството на медиумите и на дипломатската јавност и на пратениците и овдека да си дадете оставка. И тоа оставка од вашата пратеничка функција со цел да покажете честност и доблесност пред вашите гласачи, пред оние гласачи кои што вие овдека ги спомнувате. Затоа што вие како министер за внатрешни работи, и веќе споменав подолговечен од Александар Ранковиќ, не само што не направивте ништо за безбедноста и борбата против криминалот и корупција во Република Македонија, туку вие станавте заштитник и главата на криминалот и корупцијата во Република Македонија. И само на кратко ќе потсетам за Седат Пекер и пасошите кои што ги дававте на белосветски криминалци и за тоа немаше сериозна одговорност, освен политичкава. Ќе ја потсетам и за една работа која што е својствена за вас, а вие многу добро знаете дека спремавте една политичка бомба која што требаше да оставите на техничкиот министер Тошковски со цел да му отежнете техничкиот мандат, но на крај таа бомба пукна во вашите раце и се отслика во резултатот. Затоа уште еднаш ќе ве повикам: бидете доблесен и чешен, имате уште една минута контрареплика, дојдете тука и поднесете оставка од пратеничката функција која што очигледно согласно резултатите не ја заслужувате. Ви благодарам.